Председателот на Собранието Африм Гаши планира да ја формализира групата на поранешни председатели на Законодавниот дом, се со цел да се искористи нивното искуство во надминување на евентуалните проблеми со кои би се соочило Собранието при неговата работа. Ова Гаши го кажа по редовната координација со координаторите на пратеничките групи, поточно на неформална средба со собраниските известувачи. Председателот Гаши рече дека подолго време се соочуваме со истите проблеми како држава и затоа секој од поранешните председатели би можел да придонесе со неговото искуство. Каков ќе биде форматот и како ќе работи ова неформално тело, ќе се дискутира на утрешната средба, за која Гаши има пратено покани до сите бивши председатели и ова би било прво вакво тело во регионот и пошироко. Гаши се осврна и на Собранискиот канал, зашто информираше дека веќе започна една новина – вклучување во живо со пратениците за време на одржување на седница за пратенички прашања. Гаши рече дека веќе разговарал со координаторите на пратеничките групи за вклучување на нивните пратеници. Ова, рече Гаши, ќе придонесе за зајакнување на гледаноста на Собранискиот канал. Председателот на Собранието информираше и за тековните активности во Собранието, поточно за свикување на две седници за среда, седница број 97 на Собранието и продолжение на седница број 70, а истиот ден ќе се одржат и пратеничките прашања на опозицијата. Гаши информираше дека освен седници на работни тела, Собранието на 8 април ќе го одбележи и меѓународниот ден на ромите, преку активноста од невидливост кон еднаквост, оддржлива инклузија и правен идентитет за ромската заедница, на која тој ќе има воведно обраќање.